И по 2 дена од прегласувањето во избирачкото место во ТРЦ, кое не донесе промена на бројот на мандати од предвремените парламентарни избори на 11 декември и практично се потврди победата на ВМРО ДПМН и коалицијата на изборите, СДСМ и Зоран Заев се уште не ја честитаат изборната победа на политичките ривали. Иако нема приговори до Државната изборна комисија за прегласувањето во ТРЦ, молк во Социјалдемократскиот сојуз, дали Заев ќе го одржи дадениот збор и ќе се повлече од председателската функција на СДСМ во случај на пораз. Во меѓувреме, бројни се реакциите на социјалните мрежи од страна на високи партиски функционери, членови на СДСМ и поддржувачи на опозицијата, кои бараат оставка од Заев и политичка одговорност од сегашното раководство на партијата. Последен во низата реакција на социјалните мрежи е колумнистот Ивор Мицковски, кој во статус на својот Facebook профил напиша дека Заев треба да престане да лаже. Смета дека игнорирањето на оставката е сосема во линија со карактерот на опозицијскиот лидер. Оставката е смешка, тој дури и може да ја изглуми, па партијата да го моли да се врати. Тоа не е партија, тоа е струмичка кооперација, заклучува Мицковски. Изборниот резултат го раскара и членството на СДСМ, а жестоките расправи се пренесоа и на социјалните мрежи. Љупчо Палевски, некогашниот председател на градската организација на социјалдемократите и некогаш близок пријател на екс-лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, на социјалните мрежи коментира дека со бомби, пола свет во поддршка со кеш и цела ција позади да изгубиш избори, а при тоа да објаснуваш дека си победил е подценување на гањанството. Тој смета дека за скопјани да бидат масовни, потребна е градска организација, а не селска како што пишува. Заев пред изборите самиот во неколку изјави и интервјуа најави целосно повлекување од политичката сцена доколку ги загуби изборите и тоа само со 1 глас.